рековме, познат текст, многу познат. Многу христијани дури и на памет го знаат. И не само верниците, овој текст го знаат и оние што воопшто не посетиле црква, дури и воопшто не отвориле Библија, и пак го знаат. Познат текст, но она што е непознато е дека, или она што не се обраќа доволно внимание, е што овој текст е во средината, така како во сендвич ставен, во една тема, која почна од 12, завршува од 14 глава, првото послание до Коринтијаните, и темата се даровите. Така да, овој текст за љубовта е во средината како една кулминација, како една средишна точка на таа голема тема за даровите. И со право е ставено овдека, зашто љубовта е, така да кажеме, да се изразиме модерно, технолошки, оперативниот систем во кој работат даровите. Сите имаме, денес сме во таква ера на технологија, на такви достигања и сите ги користиме тие достигања, или имаме телефон, паметен телефон, или имаме лаптоп, или имаме компјутер, или имаме телевизор, паметен телевизор и користиме тие модерни уреди, на нив или гледаме филмови, или слушаме музика, или играме игри, или пишуваме текстови, или на социјалните мрежи се представуваме. Дел сме од тој свет. Меѓутоа, она што како корисници малку го разбираме е дека сите тие уреди и сите тие програми кои се инсталирани на тие уреди ќе бидат мртви без оперативен систем. Оперативниот систем кој се инсталира на уредот е оној кој што го задвижува уредот и оној што овозможува сите тие апликации и програми да работат. Ако имате постар уред и ако имате постар оперативен систем, многу од програмите, новите, нема да работат. Може при инсталацијата ги кажат потребен е нов оперативен. Сега има Windows 10. Не може да работи на XP или на поранешните Windows. Или Android не може на 4.0, мора да имаш 7.0. Така, ова тема за љубовта во средината на даровите е поставена за да кажеш дека всушност љубовта е оперативниот систем кој мора да биде симнат од клауд, од облак, и инсталиран во животот на христијанот. Младите знаат што значи да биде симнат од облак, зашто новите програми, се новата технологија, новата се симнува од облаци, така велат од сервери, од клауд, а и љубовта доаѓа од облаци, од клауд, така да треба да биде симната и да биде инсталирана во животот на верникот, инаку нема да функционираат правилно останатите апликации во нашиот живот, тоест даровите. И апостол Павле го става овој текст овдека, бидејќи треба да реши целата оваа тема од 12 до 14 стих, треба да реши на сериозен проблем кој постоел во црквата во Коринт, на поделба која се појавила, која поделила црквата, покрај многуте други поделби, на базата на или заради неправилното разбирање на даровите. Имало христијани кои так поседувале и практикувале дарови, кои биле се сметале во црквата за поважни, поради нивната феноменалност или поради надприродните манифестации кои ги покажувале, и таквите луѓе биле сметани за духовни, за нешто повеќе од останатите, како за една повисока категорија. Тие се духовните, а останатите се обични верници. И на духовните се гледало како на важни, значени, им се дало посебна почит, а и самите тие може да видиме во текстот, во вториот дел на 12 глава се однесувале кон другите делови како непотребни. Ние сме важните и вие не ни требате. А и пак тоа придонело оние кои немаат такви дарови да се чувствуваат невредно, непотребно, па и нели Павле вели, некој заради тоа што не е око, а е рака, не може да каже не сум потребен. Тоест самите некои членови стигнале до констатација бидејќи немаат такви важни дарови, тие се непотребни во тело. Сами се исклучувале. И Павле им дава овдека илустрација за човечкото тело, анатомијата, црквата како човечко тело,
во кој сите органи, без разлика колку изгледаат важни, без разлика колку ние му даваме внимание, без разлика колку ги украсуваме или ги занемаруваме, сите делови, сите органи имаат подеднаква важност и сите функционираат за единството на Христовото тело. Сите се полезни по еднаква мера. И она што го гледаме во таа метафора е дека има една разновидност во телото, но и таа разновидност на органи предонесува сите тие органи пак на крајот да работат за телото. Работат еден за друг за едно тело. Така и ние, колку да сме различни, колку да имаме различни дарови, колку и секој на различен начин да го употребува во различна мера, во различни околности, уникатно секој го употребува, секој е важен. Тоа е, она што го видовме во 12-та глава. И сега, на крајот, последните неколку стиха кои ги оставивме минатиот пат, се мост кон 13-та глава, значи од 28 до 31 стих, мост, и не само кон 13-та, ние овдека само ќе отвориме некои теми, кои појасно ќе се разгледат во 14-та глава. Нема да се занимаваме, зашто тие се само како мост дадени. Например, 28 стих, имаме еден список на дарови овдека. Вели, некој Бог постави во црквата прво за апостоли, второ за пророци, трето за учители, потоа даде дарби за чудеса, исцелување, па за помагање, за управување и за зборување на разни јазици. Значи, оно што прави впечаток овдека е изредува, прави список по кој категоризира. Вели, прво даде, па второ, трето и потоа, некои други дарови. И она што е карактеристично во тој список е што апостолот на прво место поставува дарови кои самите коринтяни очигледно, и тоа може да го видиме во 14-та глава, многу и не ги така ценеле. Тие повеќе, и темата во 14-та глава повеќе е за некакви чуда, некакви такви надприродни манифестации. А пак во најголема мера во 14-та глава се говори за или пишува за говорењето на јазици. И овдека Павле на последно место тоа го става. Гледа, зборување јазици, чудеса, тие се во вториот дел. Првиот дел се апостолите, пророците, учителите, и кога збориме за пророци, треба да кажеме овдека тој мисли на луѓе, пророци според раната христијанска литература, како што е учењето на 12 апостоли, или Дидахија, Дидаскали и така натаму. Пророци се луѓе кои добиваат од Светиот Дух Слово од Господ. Тоест проповедаат. Разликата меѓу пророците и учителите е во тоа што пророците добиваат од Светиот Дух Слово во време кога немало пишани и не располагали сите текстови од Библијата. Така да проштото не е предвидување, туку говорење, вдахновено Слово од Бог, а учителите се пак учители на доктрини, на пишаното Слово. Тие поучуваат од Словото. Така, во ранохристијанската литература, тие се категоризирани. Учителите и пророците. Така да, првите две дарби, и апостолите, и пророците, и така и учителите, се они кои го проповедаат Словото. Апостолите пак, и они се проповедници на Словото, меѓутоа за разлика од пророците и учителите кои проповедаат во црквата, апостолите, според Дидахија, проповедаат надвор од црквата, на неверниците. Апостолите работат меѓу неверниците во светот, а учителите и пророците работат во црква. Тие го проповедаат Словото во црква. И потоа ги реди останатите, чудата, помагањето, управувањето и зборувањето на јазици. Така, гледаме како интересно тој ги дели. Тоест на начин на кој поинаку гледале коринтијаните, и тој на крајот ќе заврши да се стремиме кон поголеми дарби. Сега ќе кажеме што значи тоа следниот пат, кога ќе говориме за 14-та глава. Не дека има поголеми, поважни, помалку важни, но има дарби кои различно се користат во црквата, во телото, кои имаат различен принос во самото тело. И ќе кажеме понатаму за тие дарби. Другото нешто што прави впечаток
пак она разновидност и важност од сите. Сепак ги подредува прво на според значење, прво, второ, трето, а потоа пак каже сите се потребни. И користи реторички прашањата. Сите ли се апостоли? Сите ли се пророци? Сите ли се учители? Сите ли имаат дарба да лекуваат? Сите ли зборуваат на јазици? Сите ли се толкувачи? Кај нас се очекува сега, кога го поставува тоа прашање, кога некој така ќе ти постави прашање, ти очекуваш негативен одговор. Не сите. Меѓутоа во оригиналниот текст оваа уште појасно кажане. Негацијата е вклучена во самото прашање. Така да, ако буквално го преведеме од оригиналниот текст, би било прашањето би гласило: не сме сите апостоли, нели? Не сме сите пророци, нели? Така е дефинирано. Има негација во самото прашање. За уште појасен да биде одговорот. Кога некој ќе му каже не сме сите, нели? И тој каже да, не сме сите. Така е поставено. Така да целата идеја овдека е да се покаже, нели, неопходност од сите дарови, и тоа се 29:30, и целата оваа глава завршува со, нели, еден совет: стремете се кон поголеми дарови. И сега тоа ќе продолжи во 14-та глава да објаснува дека има разлика, например, меѓу дар пророкување и дар говорење на јазици и дар толкување на јазици во поглед на нивната важност за градењето на целото тело. Некои дарови повеќе придонесуваат за градењето на целото тело. Вели, ако јас пророкувам, сите ќе ме разберат. Ќе го говорам словото на сите јасно. Ако јас говорам на јазици, никој нема да ме разбере. Ќе имам јас полза, но другите нема да имат полза. Ако има толкување, тогаш ќе има пак општа полза. И во тој поглед Павле им вели: стремете се повеќе кон оние дарови, зашто очигледно кај коринтијаните стремешто е бил кон феноменалното, кон онаа што изгледа спектакуларно, а не толку кон онаа што е важно да се гради целото тело. И овдека затоа им вели: стремете се, нели, кон тие дарови, но повеќе говорим во 14-та глава, а преминот веќе кон 13-та е: а сега ви покажам еден многу повозвишен пат. Многу повозвишен пат. Тоа сега ќе ви кажам нешто што сите треба да го имате, без кое даровите не функционираат правилно. Вие сите треба да имате во вашиот живот нешто, треба да имате љубов. Во таа љубов оперираат даровите на правилен начин. Во таа љубов даровите имаат вистинска вредност, полза, и во тој оперативен систем даровите ќе постигнат целта. И на крајот на краиштата и за нас ќе има полза еден ден, кога ќе го видиме, кога јасно ќе ги видиме работите, кога јасно ќе видиме целта. Трите точки на кои ќе се задржиме е дека љубовта е важна, зашто без неа ништо друго не е важно. Ако немаме љубов, колку и да имаме важни работи, тие губат важност. Немат значење. Љубовта дава значење на се. Второто што ќе го видиме е дека љубовта не приближува кон Христос, и третото, љубовта е таа која останува, единствено таа останува за секогаш. Се друго ќе исчезне. Ај првото нешто. Без љубовта се останато е безвредно. И вели да зборувам на сите човечки јазици, па дури на ангелски. Штом љубов немам, ќе бидам бакар што звони или кимвал што звечи. Да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни, да го имам сето знаење, а и така силна вера што и планина да преместувам, ако љубов немам, ништо не сум. И да го раздам целиот свој имот, да го предадам телото да ми изгори, штом љубов немам, ништо не ми користи. Значи, говори за значење, говори за корист, колку тоа ќе биде корист, говори за вредност. Колку нештата имаат вредност во нашиот живот зависи од тоа дали има љубов во тие нешта. И ова е директно насочено, очигледно директно насочено кон оние кои сметале дека се нешто, бидејќи имаат дарови. Тие дарови, они ги
издигале даровите, зашто издигајќи тие дарови кои тие ги имат, тие самите се издигаат и велат ние сме нешто. Ние значиме нешто. Тоест, Павле вели ништо не сум. Во прво лице говори, Павле за себе го говори тоа. За да не биде толку директен, и целиот овој текст е во прво лице напишено. Тој за себе цело време говори. За себе говори, но во самиот текст ние ќе ги видиме нештата кои присуствуваат кај коринтијаните. Во таа глава, како во огледало, може да се видат самите коринтијани. Многу јасно. А самиот апостол Павле пак ги кажува нештата кои он ги има во уште поголема мера од оние нешта со кои пак они се фалеле. Они се фалеле со некои дарови и Павле ќе им каже овдека: ова со што се фалите, јас го имам многу повеќе од вас. Но ништо не ми значи сето тоа ако немам љубов. И ако јас кој ги имам многу повеќе од вас сите тие нешта, не сум ништо без љубов, тоа важи и за вас. Тој спомнува нешта кои на многу места ги гледам дека тој кажува дека ги има. Например, вели, говорам да зборувам на сите човечки јазици. Веќе во следната глава тој их каже: му благодарам на мојот Бог зашто зборувам на други јазици повеќе од сите вас. Потоа говори за пророчки дар, за тајни знаења и така натаму. Па тој во 2 Коринтијани, на истите тие луѓе, во 12 глава ќе им напише дека бил вознесен на третото небо и таму чул нешто кои човечки јазик не може да ги изговори. Тој има тајни познава, тој познава нешта од небото, кои другите не ги познават. Има повеќе откровение, има повеќе пророштво, има повеќе знаење од другите. За верата, кој премествува планини. Па с неговата вера може да ја видиме во секој град каде што тој оди да проповеда, да основа црквата. Тој е во Галатија претепан до смрт, каменуван до смрт, испрлен, трупот му испрлен надвор од градот. И тој станува и се враќа пак во истиот град. И оди потоа да проповеда во други градови. Во сите тие нешташни с кои што поминува, за откажувањето, се од свој имот предан се. И тој вели дека се до тој момент во Филипјаните 3 глава што постигнал. Тој е фарисеј, тој е вењаминец, тој учел кај најпознатите еврејски учители. Тој сето тоа се откажува од сето тоа. Се остава. Остава имот, се остава да тргне за Христос. Вели, ги имам сите тие работи јас и повеќе од вас. Меѓутоа, ако љубов немам, ништо не сум. Ако се фалиме со тие работи, јас сум повеќе многу од вас. Ама ништо не сум, ако немам љубов. Им кажува, ако тоа го немам, јас сум како бакар или кимвал што звони или што дрнка. И таа метафора е позната за коринтијаните. Историјата, археологијата покажа дека тие биле познати во производство на звонци. Имало бакар од кој што правеле прапорци. И ги користеле многу во паганските храмови. Секој се носел таму и за време на нивните обичаи, додека ритуалите ги вршиле во тие храмови, се создавало какафонија од звонење. Така силен звук што уште повеќе ја подгребала атмосферата, го кревал адреналинот, за да на крајот, нели, екзалтирањето стигне до некоја кулминација. И вели Павле, колку и да е драматично, колку да е спектакуларно, па и што да правите, тоа се само метали што звонат. Ништо повеќе нема во нив. Дури ако е на пагански богови е штетно. Ништо, никаква полза. Само прапорци што звонат на некакви неми идоли кои немаат никаква корист од црквата. Ако, ели, од црквата нема љубов. И така заклучува, вели, ако тоа за мене важи, со многуте дарови, важи многу повеќе, исто и за вас важи. Другото нешто, што може да го видиме, и овдека Павле повторува или не, прави асоциации со Христос, со Христови зборови, со Христово учење. Например, говори за планини вера кој поместува планини. Христос вели кажа, ако имате вера како се напава зрно и на планината да каже, ќе се фрли во морето, ќе се помести. Говори за раздавање на имотот. Тој каже на еден млад, нели богат човек, на тој младиот управник, да го раздаси од свој имот и да тргне по него.
тело koje je predadeno na gorenje, to Hristos se predaде na krstu. Така имаме овдека некои зборови и постапки кои многу асоцираат на Христос. И имаме така двојна идеја овдека. Во нашите постапки, во нашиот живот, ако надворешно во голема мера, дури целосно го прилагодиме животот на Христовото учење, дури и до таму што, нели, ќе пострадаме како маченици, дури и целиот тимот да си го дадеме. Очигледно во црквата во Коринт, од 8 глава, тоа може да го видиме, од 7 поточно, има луѓе кои се одале на аскетизам, некои дури од жените се оставиле, на безбрачие се посветиле, на целибат, на аскетизам. Дале се лишиле од се земно, се материјално, и тоа довело само до гордост. Еве, ние сме сега поголеми од другите, ние сме подуховни од другите. Павле вели и се да си дадеш, и маченички да умреш, и се Христово да исполниш во твојот живот, и неговиот модел да го следиш, и дури нели во смрт да отидеш, ништо пак не ти значи. Апсолутно ништо не ти вреди. Да трупаш богатства на небото, нели, со тоа што само ќе се откажеш од земното, нели, за да од тоа што рѓе го јаде или крадец го краде, да се откажеш тоа за да небесното. А љубов ако нема да имаш пак небесно. Ништо нема да ти користи. Тоа е поентата на апостол Павле. Ништо нема да ти користи. Така завршува овој текст. Ништо не ми користи. Се да разадам и да умрам маченички, пак ништо не ми користи. Ако немам љубов. Нема да натрупам ништо на небото. Така да, тоа е една битка која ние секојдневно ја водиме. Сите не ја водиме, секојдневно. Зашто си мислиме дека сме нешто, ако имаме нешто. Ако добиваме повисока позиција на работа над другите. И ќе си кажеме, сега јас сум нешто на работа. Сега, до сега бев ништо. Имав позиција, просто биро, така, подолно од другите. Ама сега имам нешто повеќе. Сега сум повеќе од другите. Или пак, ако имам кола што ја нема другите, или куќе што ја нема другите, или пари што ги нема другите, авторитет, или пак почит од луѓето, јас сум повеќе од другите. Тоа влијае на нас. Павле вели, ако љубов немаш, ништо не ти значи, не си ништо повеќе. Ти си ништо. Тоа е најголемата овдека идеја. Ништо не сум. Покрај сите овие работи кои јас ги имам, вели пак ништо не сум. Зашто без неа се останато е безвредно. Љубовта дава вредност на се. Зелката која со љубов е посладка од говедото која е без љубов. Така. И пржени јајца со пиперки, јурда, е побаво со љубов отколку скара без љубов. Да. Второто нешто. Љубовта прави да бидеме како Христос. Види како пише овдека Павле. Љубовта е великодушна, полна со добрина. Не завидува и така. Прво почнува со две позитивни тврдења, едното великодушна. Преводот не е баш најдобар, иако добар е, да, може ја покажува идејата на Павле, но самиот збор, ако буквално го преведеме, зборот е макро тумео. Макро значи многу и тумео значи гори. Тоест нешто што гори. Гори, многу гори. Не догорува. Некои нешта, например, ако нема љубов, твојата љубезност, твојата добрина, брзо ќе пламне во гнев, во првата прилика. И понатаму ќе видиме дека љубовта долго трпи, љубовта се трпи, се поднесува, не враќа, на се надева, на се верува. Тоа е идејата. Имаме ние современ израз долг фитил. Има луѓе со долг фитил. Не експлодирува брзо. Долго време му треба додека да
експлодира. Тоа е значењето на овој збор овдека. Долго гори. И да, великодушност е исто така. И го има истото значење. Тој човек може да се дава на сите. Има широко грате. Но и оригиналот е дека трпи, многу трпи, долго време трпи. Второто е добрината или Христос е зборот. За тоа ќе кажеме нешто повеќе. Интересно дека покрај овие позитивни нешта, повеќе се негативните. Има 8 негативни нешта кои не ги прави љубовта и 5 позитивни нешта. Негативните нешта се завист, провознесување, горделивост, непристојност, не бара своје, не се срди, не памти зло, не се радува на неправда. И зошто токму овие работи? Дали е тоа се што љубовта не прави? Може да дадеме уште многу нешта, сигурно. Тоа не е конечен исцрпен список. Павле ги наведува токму овие работи кои тој ги забележал кај коринтијаните. И ние ги видовме веќе многу тие нешта во досегашното изучување. Од 3 глава пишува: вие сте поделници, завидувате и се карате. Зависта е спомната. Горделивост е спомната на неколку пати. Превознесувањето така започнува 8 глава, дека се превознесуваат. Сите овие нешта веќе ги има од црквата. И Павле всушност кога ги изредува тие нешта, им вели: еве, погледнете се, препознаете се, ова е вашето огледало. Вие се фалите дека сте духовни, мудри, знаете многу, меѓутоа љубовта не ги прави тие работи. Ова е вашето огледало. Треба да се препознаете. А од другата страна пак се тие позитивните работи. Се радува на висината, се покрие, во се верува, на се надева, се надева, се поднесува. Или со други зборови, тоа е великодушноста, тоа е долгиот фитил. Ако ти се радуваш на висината, се покриваш, во се веруваш, на се надеваш, се поднесуваш, тогаш ќе имаш таа великодушност или долго горење, долгиот фитил. Или со кратки зборови не враќа зло со зло. Тоа е целата идеја. Сега, она што е многу интересно овдека е дека Павле говори прво лице еднина, за себе, и второ говори за љубовта како за личност. Тоа се љубовта ги прави или не ги прави тие работи. Љубовта е персонифицирана во личност. И тоа има само 2 случаеви во Библијата кога нешто, некоја карактеристика се персонифицира. Во поговорките мудроста е персонифицирана, олицетворена како човек, и таму се вели мудроста говори, мудроста кажува, мудроста проповеда. Овдека пак љубовта е представена како личност. И тоа е така зашто љубовта навистина е личност. Христос е представен овдека. Исус Христос. Како што кажавме уште на самиот почеток, ние може да видиме зборови кои не навраќаат на Христовото учење. Постапки кои не навраќаат на Христос. Прво е великодушноста на почетокот на овие карактеристики, второ да кажавме е добрината. Меѓу зборот добрина и зборот Христос во оригиналниот јазик само една јота е разликата. Христос е една јота која е замената со ета. Христос е со јота, Христос, а добрината е Христос со ета. И во тој ран период кога имало гонења, има таков документ кој е напишан од Клавдий, кога почнал гонења против евреите, а тој го прави заради христијани, зашто не ги дели евреи и христијани, и го прашале зошто е толку непријател кон нив, вели заради Христос. И сега кога го читаш тоа заради добрината, не, заради Христос. Но они го мешале тоа. Така да во самиот текст имаше една голема сличност, во самата терминологија, во самите нешто кои ги спомнува зборови од Христос, за да не наврати кон Христос, да не асоцира на самиот Христос. Така да, ако во негативните работи, коринтијаните треба да се видат самите нив, какви се они всушност, колку се далеку од добрите нешта, во добрите треба да го видат Христос. И да го видат тој контраст меѓу нив и Христос. Имат дарови, имат знаење, имат многу нешта, но се далеко од Христос. Далеко се од самиот Христос. Зошто? Зашто немат љубовта.
Христос покажал кон нив долготрпение, великодушно. Сите тие работи што овдека се напишани се покажани. Меѓутоа очигледно не пребиват во Христовата љубов. Очигледно се далеко од крстот каде што е покажана таа љубов. И степенот во кој ние љубиме, кој ние живееме во љубовта, покажува на вистина колку самите ние осознаваме со каква љубов сме возлюбени, во каква мера сме возлюбени, што е направено за нас. Степенот на живењето во љубов покажува колку самите ние сме блиско до крстот каде што е покажана таа љубов. Колку самите ние пребиваме во Божјата љубов. Не е можна таа љубов во нашиот живот да се покаже ако самите не сме ја добиле, ако не сме искусиле и ако не ја познаваме, ако не ја осознаваме. Така да во целата таа глава ние може да го видиме Христос, отелотворен овдека, во зборови. Христос е оној што ја дава, Христос е моделот кој треба да го следиме. Без тоа сме ништо. Така да, љубовта е важна зашто љубовта не доближува, не прави да бидеме како Христос. И на крајот, љубовта, таа единствено останува за секогаш. Никогаш не пропаѓа, вели апостолот. И пак, една асоциација со коринтијаните, она што они ценеле, она што они сметале дека е големо, тоа е заради кој што они самите се големи. И пак, јазици, знаење, пророкување, сето тоа ќе исчезне, ќе го снема. Да, овдека Павле говори за моментот кога ќе се гледа јасно се, лице в лице. Меѓутоа, вистината е дека дарбите даровите може да ги губиме. Например, може некој да говори убаво. Меѓутоа може да го загуби гласот утре. Некој може да го бива, да има способност, да има знаење. Меѓутоа може деменција да го нападне и да го загуби знаењето, да заборави се што знаел. Даровите се губат. Единствено, вели, она што останува во целата вечност, она што има значење е љубовта. Колку и да се сега харизматичен, способен, останува само љубовта. Во Божјото царство ќе бидеме едно. И другата илустрација која ја дава е за... Устари, тука има неколку илустрации. Прво говори за нејасно знаење, делумно познаење, совршно знаење кој ќе дојде. Потоа говори за етапи во човечкиот развој, зборував како дете, мислев, размислав, сега сум како зрел маж, размислувам поинаку. И третата е со огледалото. Сега гледам како во огледало нејасно, а еден ден ќе гледам јасно, нели совршено, бидејќи тогаш ќе бидам ќе спознаам како што сега Бог мене ме спознава. Која е идејата на овие три илустрации кои ги користи? Една и иста. И се однесува, не случајно ги вметнува овдека, апостолот ги внесува овдека за да направи, да ги подсети. Тој за самиот се вели дека јас порано ги гледав како дете работите. Бев дете, јас се гордеев со некои човечки работи. Со тоа што знам, што сум учил таму, што учам кај големи учители, што знам многу од Стариот Завет, што ја гонам црквата, но сега ги вреднувам поправилно работите. Растам. И се уште сега ги гледам работите како во огледало, матно. Сега некој ќе каже зошто матно огледалото, пак дава нек реален одговор. Од древност огледалата ги изработувале на полиран метал и имал рефлекс, имал одраз од ликот, но не јасен, може би изопачен, матен, искривен. И ние сите така денес ги гледаме работите. Но имаме вистини, кои еден ден ќе ги видиме јасно. И се од нас зависи дали ќе останеме како деца, да се фалиме со нешто кои стварно пак и не вредат и ние им даваме значење. Како децата сега, но дете ќе каже, мојот татко е многу силен. Колку силен? Може да крене, може со една рака да крене лубеница. Мојот татко може две да крене. Мојот цела колоба може да крене. Мојот авион ќе крене. И така, децата си, така биле коринтијаните. Овие од нашата група имаме такви дарови. Ама ние имаме такви дарови. Ама ние правиме чуда.
Павле, ова детска работа. Доаѓа совршеното. Во совршеното единствено љубовта останува. Во совршеноста нема значење ништо друго. Сите одиме натаму. Без разлика дали сега живеем во нереален свет, се заблудуваме, нарочно се заблудуваме. Ке дојде ден кога ќе застанеме пред Христос и тогаш ќе го видиме вистинското, вредното. Јака, поентата на апостол Павле овдека е не губете време, немојте да посветувате нешто на внимание, време, енергија на нешто кое губат важност, туку стремете се на вистинското, градате го вистинското, вложувате се за вистинското. Љубовта треба да имате во се, инаку нема да има никаква корист на крајот. Тоа е неговата порака. Да, може сега да се правдаме дека гледаме како во огледало, но знаеме дека ќе дојде моментот кога ќе бидеме исправени пред вистината, ќе ја видиме вистината в лице, ќе ја видиме љубовта в лице и тогаш нема да има оправдание. Сите сме поминувале, дури јас, вели Павле, сум бил така, но сум пораснал. Следете го на тој пат. Имитирајте го Христос како што јас го имитирам. И на крајот овој текст сум го испуштил, остануваат овие три работи: верата, надежта и љубовта, а најголема меѓу нив е љубовта. Има стих, дека во самиот текст вели дека љубовта на се надева. Тоа за да се надеваш, да имаш надеж, треба да имаш љубов. Љубовта се надева. На друго место пише дека верата действува преку љубовта. Верата нема да действува ако немаш љубов. Надеж нема да имаш ако немаш љубов. Пак гледаме дека љубовта е во основата на трите најважни работи. Верата, надежа и љубовта. Таа е во основата, зашто љубовта на крајот на краиштата не моделира. Љубовта не делка, не прави така да паснеме еден ден во Божјото царство, таму каде што се стремиме. Божјото царство е царство на љубовта. Таму ќе влезат оние кои што се обликувани според љубовта. Така, пораката е близина со Христос, со царот на љубовта. Зашто само таа дава вредност на се, таа не доближува до Христос и таа останува за секогаш. Тоа е така во кратко, оние работи кои можеме да ги извлечеме, гледајќи го целиот контекст. Проблемите на коринтијаните, гледајќи целта што Павле има, додека ја пишува оваа глава. И тоа е пулгата и за нас. Еден проблем кој го имало тогаш, јуто го има, постојано. Сите ние си го имаме тој проблем. За вреднување на различните